Синоќа ненајавена средба помеѓу лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети. За денеска закажан состанок на Централното претседателство на ДУИ. Дали ДУИ конечно ќе соопшти каква одлука донеле по маратонските консултации и преговори? Ќе пресече ли ДУИ за една од петте опции кои веќе известно време дискутираат? Според информациите кои денеска ги пласираат сите медиуми, Али Ахмети закажа состанок на Централното претседателство за попладне од 17:30 часот. Се очекува на состанокот да се разговара за преговорите со СДСМ, за пакетот кој е дел од преговорите и за деталите од синоќешната средба меѓу Ахмети и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Али Ахмети по синоќешната средба со Зоран Заев во Мала Речица изјави дека не разговарале за потписи туку за разлики кои ги имале со СДСМ. Употребата на албанскиот јазик со устав е загарантирана. Ке го свикаме Централното претседателство за да донесеме важна одлука. Во меѓувреме очекуваме експертите да најдат решенија, изјави Ахмети пред седиштето на ДУИ. Претходно лидерот на СДСМ Зоран Заев по средбата со Ахмети изјави дека ги чека потписите за формирање влада, но дека уставот нема да се менува. Тој потенцираше дека СДСМ и ДУИ се согласни законот за употреба на јазиците да произлезе од уставот. Македонија имаше многу трпение сите овие денови, се работи за денови во прашање. На крајот одлуката ќе биде или ќе има потписи или ќе нема, но поприлично сме со доближени ставови да се изнајде конечно решение за тоа што се отворени прашања за кои се преговара, истакна Заев по средбата вчера. Во меѓувреме преговарачките тимови од двете партии заедно со експерти работат на отворените прашања во нацрт законот за албанскиот јазик. Универзитетскиот професор Осман Кадриу, еден од консултантите за предлозите за законот за албанскиот јазик, вели дека за да биде албанскиот јазик рамноправен со македонскиот и службен на целата територија, тоа само по себе бара интервенција во уставот. Кадриу смета дека за статусот на албанскиот јазик како еден од главните барања во платформата на албанските партии, потребно е отворање на највисокиот правен акт, а според него тоа за СДСМ која е на чекор до добивање на потписи од ДУИ е неприфатливо. Според професорот, она за што се разговара е узаконување на употребата на албанскиот јазик, а усогласување меѓу другото има и за примена во собранието, доколку спикерот е албанец, седниците да ги води на албански јазик. Личните карти, пасошите и изводите да се издаваат без барање за јазикот, но немаат согласност за употреба на албанскиот јазик во судските постапки, бидејќи тоа е тешко применливо во праксата.